Сакам да ја најавам последната инвестиција која што е во целосно општествено јавно добро од социјален аспект од страна на господинот Сергеј Самсоненко. Станува збор за изградба на тениски спортски центар под брендот Тенис парк Скопје. Тенис парк е интернационална франшиза која што постои повеќе од една декада. Првиот комплекс од ваков тип е изграден во неговиот роден град Ростов на Дон. Потоа пред 5 години истиот проект го реализира во Република Германија, во областа Баден-Вајлер. Овие два комплекса досега ги имаат посетено најеминентните тениски играчи од светот, а бројни дечиња се членови на Тениската академија и се едуцираат по оној професионален АТП систем кој што го имаат сите врвни играчи по патот до успехот во областа на спортот од тениски аспект. Сметам дека овој проект за Општина Аеродром за градот Скопје и за Република Македонија ќе биде основен постулат за еден сериозен професионален инпут во тенисот како спорт во Република Македонија. Ќе се простира на територијата, како што каже градоначалникот, од хотел Русија до хотелот Хилтон. Инвестицијата ќе биде преку 2 милиони евра. Станува збор за изградба на 4 хард тениски терени и за едно детско тениско теренче со простор за загревање, 3 земјени тениски терени и еден стадион за тенис за 500 гледачи. Во план е веќе и потпишан договор за организација на 2 челенџер турнира, кои што досега во овој сегмент не беше многу инвестирано. Покрај поставувањето на инфраструктурата од страната на владата, сега сметаме ние како менеджмент дека е време за еден професионален менеджмент во областа на тенисот, се со цел да постигнеме успеси како што се постигнува порано и како што се денешните успеси во областа на ракометот и на кошарката како спортови. Планираме за почеток на градба за некои 30 дена, во фаза е сега проектирањето. Проектот е од страна на компанијата Balkan Group Construction која ќе биде изведувач на комплексот, така што согласно договорот за јавно-приватно партнерство, тениските терени ќе бидат готови најкасно до крајот на 2017 година, а во текот на 2018 година ќе бидат реализирани и оние компатибилни содржини кои што ќе бидат реализирани со цел да ги анимираат граѓаните, родителите кои што ги чекаат дечињата. Во областа на менеджментот ќе бидеме целосно компактни на пазарот, така што куповната моќ нема да биде толку висока на услугата, се со цел да може што повеќе граѓани да ги користат услугите на тенисот. Ако тенисот порано како спорт беше за еден од елитните спортови, сега поради сите мерки и политики преземени во оваа област, сметаме дека е достапен до секој и таа е индивидуален спорт каде што можноста за постигнување успеси се многу поголеми отколку групните спортови. Така што се надевам дека за Општина Аеродром ќе биде голем придонес за сите граѓани, така и за градот Скопје. Како што кажав, ова е социјален проект од страна на почесниот руски конзул на Република Македонија и нема да има никаков економски бенефит за него, туку ќе биде еден социјален проект како и останалите проекти кои ги има реализирано во областа на спортот, како и развој на неговата франшиза на брендот Тенис парк.